Што велат најдобро достапните техники? Како треба да се постапува со филтерската прашина, која што е карактеризирана како опасен отпад? Не само најдобро достапните техники, туку во однос на овие материјали има еден ред препораки кои што ги дефинираат, например, и Базелската конвенција се однесува на овие опасни материи. Конкретно вие зборувате за 100207 со звездичка, филтерска прашина од металургија. Таа се третира како опасен отпад и треба да биде складирана во затворен простор на водонепропусна подлога, односно да биде исклучена од секакви атмосферски влијанија, со оглед на тоа дека од секоја шаржа, например во Макстил излегува тон до тон и пол прашина, таа треба да биде складирана во посебно пакување, нека е тоа и џамбо вреќа, на која што јасно треба да стои датумот кога тој отпад е генериран, делот од процесот од каде потекнува, неговата шифра и неговата категорија на опасност со ознаките за опасност. Тоа е законско барање не само од најдобрите достапни техники, туку тоа е и согласно законот за отпад. Значи, ги имаме сите услови дефинирано. На терен, од она што можевме да го видиме, значи филтерската прашина се чува во џамбо вреќа кои што се наотворено покрај она место што е предвидено за затворено складиште и тоа некои од нив се подскинати, некои се подотворени. Колку е овој начин на чување опасно и дали само чувањето или препораката дека треба да се чува ова филтерска прашина во затворени џамбо вреќа е доволна? Филтерската прашина, согласно законот за отпад, е карактеризирана, повторно ќе кажам, како опасен отпад. Таа не смее да се меша со други видови отпад. Зошто? Затоа што кога ќе измешате филтерската прашина, според она што ми кажувате, таа е одложена на некое збирно складиште на отворено, значи тука може би да има и троска, може да има и коварина, може да има и други видови на отпад, автоматски мешањето тие отпади ги прави опасни. И сега кога би требало да ги категоризираме неопасните отпади таму, тие се опасни затоа што се измешани со другиот отпад. Ке повторам, не смее да се дозволи мешање на филтерската прашина со било кој друг отпад. Треба да е складирана во затворен простор, значи надвор од атмосферски влијанија и треба да е јасно обележена. Точка. Во дозволата која што ја има Макстил конкретно во овој дел, има многу скромни одредби. Например, единствените работи што се однесуваат на филтерската прашина е дека треба да се складира во џамбо вреќи, да нема прелевање на течности и дека треба да се чува максимум 36 месеци. Дали е ова доволно? Јас ја гледав дозволата. Дозволата за Макстил конкретно е терминолошки неусогласена, затоа што во дозволата пишува време на одлагање до 36 месеци за конкретниот вид на отпад. Време на одлагање како термин во законот за отпад не постои. Одлагање значи финално депонирање на отпадот, а доколку сакал пишувачот на дозвола да даде времена мерка, тогаш требало да пишува складирање. Значи времено е кога е складирање. А одлагање и тоа е финално. Тоа нема временски ограничување. Доколку некој сега ја извади дозволата на суд, терминолошката непрецизност не ги става врските на товар на операторот. Заради тоа што викаме време на одлагање од 36 месеци, тоа не значи ништо. Дали токму поради тоа се дозволува практично компанијата што ја произведува оваа прашина да постапува на начин на кој што сега постапува и никој да не реагира на тоа? Да, тоа е тоа, заради тоа што инспекторатот, Државниот инспекторат за животна средина, постапува по дозволата. Значи, дозволата е едно упатство не само за операторот, туку и за инспекторатот што да инспектира. А належниот орган, управата за животна средина, му дозволила на операторот да прави што сака со филтер прашината. Затоа што не дефинирала простор
со точно определени географски координати и не ги определила условите дефинитивно дека не смее да биде изложена на атмосферски влијанија. Значи, ке повторам, филтер прашината не смее да биде изложена на атмосферски влијанија. Затоа што содржи тешки метали, може да содржи и диоксини фурани, кои што во такви услови, како што ми опишавте, на отворено, без изолирана подлога, под атмосферски влијанија, сите тие материи може да се испираат од прашината, го контаминираат другиот отпад и ја контаминираат почвата и подземните води. И тука доаѓаме до оној дел кај што во дозволата пишува мониторинг на водите и почвите, мониторинг на подземни води на 5 години и мониторинг на почви од 10 години. Значи, при издавање на првата година, ако не се направени анализи на подземни води и почви, вие не можете да направите споредба дали операторот влиел врз квалитетот на почвите и водите на дадениот простор. Она што е најстрашно е што доколку таа прашина одложена на неизолирана подлога и изложена на атмосферски влијанија, може да влие на подземните води и почвите, особено што знаеме дека тој дел од Скопје лежи на подземни води. Имајќи на ум што е ова што се случува, вие сте човек што живее во Железара со години. Загрижени сте за сопственото здравје? Премногу. Јас живеам во улица во која што има околу 30-40 куќи. Нема куќа во која што не починал човек од карцином, од излив на крв у мозок, од инфаркт. Меѓутоа, не можам да тврдам дека тоа е поврзано со загадувањето од железара, заради тоа што поврзаноста на одредени канцерогени заболувања со одредени загадувања се докажува со епидемиолошки студии кои што траат десетици години. Значи, без доказ никој не направил, а треба да направиме. Треба да направиме, не веднаш треба да се започне со такви истраги, за да можеме да ги поврзиме влијанијата на одредени постројки, не само Макстил, Усје, не знам, Дрисла, пошто се тврди дека Дрисла предизвикува канцерогени загадувања. Да, може би е вистина, ама вие не можете да ги докажете, а без доказ не важи ништо. Не ви е седно. Не, јас видов одредени снимки со оглед на тоа дека верував дека Макстил е корпоративно одговорна компанија и дека такво нешто не би дозволил, искрено да ги кажам, јас сум запрепастен. Таква неодговорност не сум видел до сега. Сум одел по многу постројки по светот, меѓутоа ваков начин на депонирање на филтер прашина до сега не сум видел. Ова е страшно, ова е ужас.